Почитувани гледачи, ве поздравувам во живо од студиото на Македонија денес. Тука ќе започнуваме сите оние разговори кои што ги подготвивме за денешното издание на емисијата. Неколку гости со кои што ќе отвориме интересни, а и значајни и корисни теми. Ќе се обидеме да ви дадеме и одредени совети, па впрочем верувам дека и сте навикнати на тоа, затоа што такви сте стандардно содржините во рамки на нашата емисија. Ќе ве потсетам само дека можете да не најдете и на социјалните мрежи Facebook и Instagram. Таму функционираме Македонија денес со македонска поддршка, доколку тоа го напишете. Таму можете да ги давате своите совети, своите коментари, можеби предлози за она што сакате да го гледате во нашата емисија. Тука некаде е време и да го започнеме првиот наш разговор и првата денешна тема. Би рекла доста актуелна во овој летен период, заради тоа што многумина од нас се соочуваат со некакви проблеми поврзани со кожата, топлото време и сонцето. Тука се присутни и оние алергиски реакции кои што можат да бидат предизвикани од различни фактори, а важно е, освен тоа што треба да се делува превентивно и да бидеме доволно информирани како да се однесуваме за време на топлите летни денови, како и да се справиме со овие проблеми доколку се појават. Секако дека апелот е секогаш да се консултираат стручните лица. Повеќе совети и повеќе детали на оваа тема ќе дознаете преку разговорот со мојот прв денешен соговорник и тука му посакувам добри ден на доктор Вангел Битолјану, дерматолог. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Да, актуелна е темата, особено за овој период. Тука се летните одмори, нашата поголема изложеност на сонце, употребување на различни препарати и така натаму. Ете, како вовед во темата, кои се всушност најчестите фактори кои што во текот на летните топли денови знаат да бидат причина за појава на алергиски реакции на кожата? Па вака сега, прво да кажам дека самите луѓе допринесуваат да дојде до појава на такви реакции, проблеми со кожата во овој временски период, кога температурите се многу високи и УВ индексот е доста висок. И знаеме дека и самата заштита, која што некој пат озонска била поголема, сега е намалена. Така да доста се почести, доста поголем број на пациенти имаат проблеми кои што не мора стално да бидат веднаш класифицирани како алергиски реакции на сонце, пошто тоа е едно малце потешка клиничка слика. Едноставно се реакции на еден вид контактни реакции на местата, односно деловите од кожата кои што се фотоекспонирани, значи изложени на самото сонце. Причините се прекумерното изложување во периодите кога не треба да бидеме изложени, тоа се значи периоди од кај негде 11 до 17 часот, каде што сонцето во овој период од годината е доста високо, УВ факторот е највисоки, е доста топло и тогаш кожата, било што е да ставиме и фактор со најголема заштита, доколку не сме под некоја природна сенка, ќе дојде до изгореница или онаа реакција која што кажав, како еден вид алергиска реакција, но контактна од самото сонце, пошто се ова само на места, тоа да го разграничам на старт, на места каде што се изложени на сонце, пошто ако е алергија од сонце, луѓе кои што имаат алергија се јавуваат и на делови кои што се покриени, кои што не се изложени на сонце. Така да тоа се најчестите причини, иако морам да апелирам, иако даваме доста често совети, многу малце се почитуваат. Да, кога ќе се појави некоја промена на кожата, луѓето понекогаш сакаат и сами да толкуваат во што е проблемот, кој е причинител за сето тоа. Она што сакам да ве прашам, во последно време се случува луѓе кои што никогаш немале никакви реакции, а биле изложени на сонце, тоа да им се случува и по прв пат, а да бидат возрастни, значи не зборуваме за деца или млади личности, може и да се повозрастни, никогаш во животот немале проблеми и ете сега им се појавуваат за прв пат. Како тие треба да се однесуваат? Понекогаш настанува и паника. Тоа е тоа што кажам, значи ние па поготово луѓето кои што живееме во градови правиме една одма катастрофална грешка од облека, како што сме облечени секој ден, веднаш идеме на плажа, се соблакаме и кожата не е воопшто спремна на сонце за да може да изреагира, односно да се брани или да го создаде оној црн пигмент кој што сите го посакуваме. Тоа треба да иде полека. Ние сакаме за 7 дена и одмор и да се постигне тој пигмент. Луѓето не се до негде толку криви за сите тие состојби кои што им се јавуваат, пошто не знаат всушност каде треба да се обрата. Значи овде сакам да апелирам
и поготово до фармацевските аптеките и така натаму, кои што веднаш им даваат некој препарат за заштита од сонце, значи најдобро е патот прво да дојдат на дерматолог, поради тоа што ние точно знаеме да го класифицираме тоа што се нарекува тип на кожа. Има 6 типа на кожа, кои што ние ги кажуваме тип 1, тип 2, тип 3, тип 4 во Европа, и врз основа на тоа да се даде и соодветен заштитен фактор. Тоа во аптека не го знаат, нели, нормално, пошто не се дерматолози, и се даваат препарати кои што или се многу слаби за тој тип на кожа, или воопшто, значи, нема да делуваат, или пак ќе бидат прејаки, па нема ни да го добијат оној тен кој што го посакуваат. Ова зборам, значи, за повозрастните луѓе. За децата, а мој апел, како и да е, значи, мора обавезно да се мачкаат со ПСК заштитен фактор и да не бидат изложени воопшто на сонце, колку што може повеќе во сенка подобро. Да, понекогаш со децата оди тоа тешко, сакаат да си играат, сакаат подолго да остануваат во вода, да, нели, тешко се контролира, но сепак препараките се тие, не можеме да одиме против нив. Посебна категорија на луѓе, особено веројатно повеќе тука женскиот пол, се желбите да се има убав тен, да се потемни на сонце. Сега има и некоја подготовка тука пред да се замине на одмор. Често жените знаат да отидат да посетуваат солариум. Знаат да пијат некои дополнителни, не знам, суплементи или витамини како поттикнувачи што побрзо да се добие тој тен. Тука си одредени други третмани кои што можеби не се поврзани стрикно со тенот, дали се тоа антицелулитни или какви и да се, меѓутоа имаат контакт со кожата. Колку целиот тој период и пред да се замине на одмор и ваквите третирања на кожата можат понекогаш да бидат опасни и да допринесат таа да е понежна и да се јави ваков тип на реакција. Доколку се направено професионални, за жал ретко може и не постои нели козметичко студио во кое што имаат соработка со дерматолог. Зашто го кажувам ова? Постои еден така наречен мед тест, значи се става секоја кожа, како што кажав, има 6 типа на кожа, секоја кожа може да абсорбира различна количина на сончеви зраци. Пред да се влезе во солариум мора да се направи тој мед тест, кој што значи еден вид на изложување на кожата и предизвикување вештачки алергија на она контактна алергија која што кажавме, и врз основа на тоа тој мед тест кажува точно колку може таа жена или маж да биде изложен во солариум, колку минути и така натаму, и сега таму си има протоколи, нели. Прво се почна со помали дози, со помало време на пресо и така натаму. Тоа е добар внес во тоа да не изгорат на сонце, но да биде направено професионално, затоа што и тука се прават проблеми, премногу веднаш се поцрнува и така натаму, кој што за жал во денешно време резултира со појавување на бенки на кожата и на жалост на најстрашното кој што морам да го напоменаме во огромен пораз во Македонија, значи појава на карциноми на кожа кои што се добиваат исклучиво од неправилно сончење или неправилно користење на солариуми, значи морам да кажам исклучително зголемен процент на карциноми кои што на жалост голем дел од нив и завршуваат со несакан исход. Со летален исход, со смрт. Апелот е да се внимава, превентивата е тука да имаме високо ниво на свесност, тогаш кога можеби за да бидеме поубави или за да се чувствуваме убаво да направиме некој сосема несакан ефект. Да дојдат во било која дерматолошка ординација или во било која установа од државните, значи болници, амбуланти и така натаму, да им се даде совет. Значи веќе јас според мене и моето искуство 10-ка, 20-ка, 30-ка фактор веќе не помага, значи тоа мора да биде ПСК фактор и да биде исклучително од овие фармацевски продукти кои што се продаваат по аптеки, кои што се во рамките на медицинска козметика. Заради тоа што само они се тестирани и ги имаат сите три типа на заштита, и хемиска, и физичка, и биолошка заштита, и тие се, например, за деца најпрепорачливи и од моје искуство, на моите деца им ги аплицирав, нели, тие такви препарати, воопшто не изгореве. Оваа година на одмор, значи, фатија некој тен, но не изгоря. Но пак кажам, ако се внимава и ако се користат правилно за соодветната кожа, соодветниот
препарат да се даде. Да, тука се коментираат и цените на препаратите, веројатно има зашто секој препарат си има одредена цена, состојките се различни, значи сепак ете да се внимава, да се консултира повторно и тука стручно лице како да се препознаете и тој квалитет. Нели составот и да се знае што е добро да се земе, Во принцип во животот цената, значи колку и да викаме брендот го плаќаш и затоа е толку скапо, не е така, има и квалитет внатре, има и зашто е толку, нели, целиот, односно тој препарат толку пари, Што е со комбинацијата на сончеви зраци, тука е еве доколку сме на море солената вода, облеката доколку понекогаш е несоодветна, доколку се носи синтетички материјали и така натаму. Значи колку целата комбинација на сите овие нешта, па и препаратите со кои што се мачкаме, знае да направи исто така проблем. Тоа се тие комбинации кои што го прават они во почетокот на разговорот што почнавме да го коментираме како алергиска реакција, значи тоа е тоа, несоодветни препарати за сончење, несоодветна облека, предолго изложување на сонце, ставање на некои креми кои што постојат, кои што поготово морам уште еден апел да дадам, значи никако да не се користат креми од органска природа, значи маслиново улје, кантарион и така натаму, заради тоа што сите овие препарати кои што се на билна основа, они имаат, ние во дерматологијата тоа го нарекуваме фитофотодерматиз, значи има една можност да таа билка, која што ја користиме на кожата, го зголеми влијанието на сонцето, односно го појача неговото делување за 10 пати повеќе отколку да ставиме од овие препарати од медицинска козметика. Колку и да звучи вака банално, треба да се пази поради тоа што најтешките опекотини, изгоретини од сонце, после летните одмори се случуваат кај луѓе кои што користат органски тип на, значи домашно припремени така натаму. Така. И тоа е исто еден многу битен фактор на кој што мора да се внимава. И одлично е што тоа го споменавте. Тука само некаде ќе ги потсетам нашите гледачи, ќе ги отвориме телефонските линии доколку можеби имате некое прашање, некој совет кој што сакате да го слушнете од доктор Вангел Битолјано, дерматолог, а е поврзан секако со оваа тема, можеби ќе ви дојде добро, особено доколку сте во овој период на припреми за вашиот годишен одмор. Уште малку време да посветиме на најмалите, како што кажавме, знае со нив да биде проблематично, особено кога се темпераментни, не можеме да ги сопреме и постојано да бидат под сенка. Како конкретно и со нив да се внимава околу препаратите? Дали понекогаш сте имали искуство со тоа и даден препарат со заштитен фактор да предизвикува проблеми? Да кажеме бебешката или детската кожа да реагира лошо на него. Бебења и деца, да кажеме инфанти или не знам како ги двоат негде до 3-та година, во овој период од годината најдобро би било и покрај користење на заштитни фактори да се носат и капа и по можност и мајца, значи ништо не им смета на нив. Значи тоа е најдобрата заштита и што е можно повеќе течности да пијат. Значи храната да биде можда сведена на овошје и така натаму, но течностите да бидат во секогаш присутни, да и во многу поголема количина, пошто губат преку потењето, Што ете со оние личности кои што ги споменавте, го имаат оној реален проблем со алергија на сонце, како што кажавте, се јавува на различни делови од телото, не мора да е само на оние кои што се изложени на сонце. Како тие луѓе најдобро да поминат на својот летен годишен одмор? Нормално нема да бидат препораките да не одат на одмор. И тие ќе Не, никако. Значи тие што првпат добиваат, нормално дека ќе мора прво на дерматолог да се упатат за да ја излечиме, да ја стопираме алергијата, пошто алергија е процес кој што, односно едно заболување имунолошко кој што не може да се излечи овакво, али со препарати се стопира, се средува целата ситуација. Во спротивно луѓе кои што знаат дека имаат алергија на сонце, они знаат и они си доаѓаат уште од март месец, има посебна шема, препарати кои што им се препишуваат, одење на специјално дозиран солариум, па изложување на сонце во време на викендите на она благо сонце, пролет, почеток и така натаму, да биде припремена кожата да кога ќе излезат на сонце, таа алергија они ќе ја добијат, но да биде во многу поблага форма и нормално им се препишува терапија доколку ја
ја добијат како и да ја користат, да. Да, тогаш кога е летниот одмор започнат и ќе се појави некоја промена на кожата, а особено ако сте надвор од границите на сопствената земја, секогаш, пак ја кажам, знае да се створи одредена паника, тука и кај родителите ако видат промена кај децата. Првото нешто што вообичаено го правиме, одиме во аптека и бараме да ни се даде совет, нели ја покажуваме кожата како изгледа, што сега да правам. Колку и тука знаат да настанат грешките, кои би биле вашите препораки ако таму на лице место можеби за прв пат настане некоја промена, како да се реагира додека одморот да заврши, нели? Пак треба да се посети доктор, како и да е. Значи да е општ доктор по општа медицина подобро него фармацевт, пошто фармацевтот се не сакам да ги навредам фармацевтите дека не ја разбираат проблематиката, но не ја разбираат толку колку општи лекари, дерматолози или било кој друг колега, значи да се направи преглед, да се даде соодветна терапија и да се дадат соодветни препораки. Значи, што е најбитно? Кога ќе се појави такво нешто, значи, вие не можете да пиете терапија и пак да идете на плажа. Значи, мора да седите дома. Едно 2 до 3 дена да бидете во затворен простор, пошто тоа е имунолошка реакција. Значи, кожата не може да издржи. На тоа сонце и реагира на тој начин, еве ќе окрстиме алергија и така натаму, кој што мора да се истретира со соодветни препарати кои што ќе ја смират кожата, но не сме да биде веднаш експонирана кожата на јако сонце, така да треба да се даде и препорака да се трне пациентот од плажа, од сонце и да биде во затворен простор, не под чадор, не во бар поред плажа, него во затворен простор во соба. Колку и да звучи банално, знам дека едва го чекаат одмор, но за нивно здравје. Да, понекогаш ако недоволно внимаваме, може и да настанат такви ситуации. Темата е алергиски реакции, но сепак сакам да ги споменеме и изгорениците од сонце, особено оние посериозни кога настануваат и рани видливи нели промени на кожата. Исто како и со нив да се однесуваме, понекогаш знаеме да бидеме и тука несериозни, кожата не чеша, дополнително и самите да допринесеме да биде целото место пораздразнето. Ете кои би биле и тука вашите совети, добивам и од постарите совети. Повторно, какви препарати да се стават, како кожата да се разлади, но знаеме и тука да сгрешиме. Голем проблем во денешно време се социјалните мрежи, интернет, форуми има многу каде што се пишува се и се што како нели некој ќе добие некој таков проблем, па ќе си напише прво на социјална мрежа или на форум, па ќе му дадат 50 или 60 луѓе стручни лица, ќе му дадат совет, вака прави, стави ова, стави тоа и ќе се направи уште поголем проблем. Она баш што го кажавме, стави кантарион и ќе дојдат на пример кај мене во ординација, веќе тоа е во фаза каде што и вас сега ви е тешко како понатаму многу потешко е да лечиш компликација него примарното заболување. И после тоа, значи, целокупно таа изгореница од сонце и така натаму може и да не проде после тоа, значи може да останат хиперпигментации, флеки, може да останат лузни, значи можно е да оди во потешка форма со покачена телесна температура и така натаму, затоа треба да повторно да кажам да се консултира дерматолог веднаш. Значи да не се експериментира, да не се прашува и да се оди на доктор за да се даде соодветна да се постави соодветна дијагноза и да се даде соодветна терапија. Значи да не мачкаме со нешто импровизирано, наши препарати. Пошто многу често од тоа настанува. Значи ќе почне да чеша кожата, тие препарати кои што ги спомнуваме, кантарион, маслиново улје и не знам невен, алоe вера и така натаму се многу убави препарати, но за во некој друг период и за некои други луѓе кои што на пример имаат природно поцрна кожа, како што се, например, да кажеме, мексиканци, не знам, од црнечката популација и така натаму. Но за нашата кожа, за нашето поднебје, они делуваат контрапродуктивно. Да, мораме и самиот всушност ги споменавте бемките. Да. Знаат и тие да бидат проблем, луѓето кои што ги имаат во поголема количина на своето тело и на својата кожа, можеби и знаат дека треба да внимаваат, но што е со нив, дали е воопшто препораката да не се изложуваат на сонце и дали оние препарати со повисок заштитен фактор всушност помагаат тука и бемките да бидат на добар начин заштитени? Ако се користи добар препарат со висок фактор и се почитуваат советите за изложување од до, нели, на престој на плажа, нема да има проблем. И како и да се следат советите и да се користи, значи тој препарат многу е добро и многу е препорачливо и тоа се светски препораки на Светска здравствена организација. После летните одмори сите луѓе
да си одат на дерматолог и да си направат преглед, чисто еден дерматоскопски на бемките, дали има некоја промена, дали е некоја пораснала и да се води евиденција. Значи, еднашка годишно е сосема доволно да се направи таа превенција. Ако некој човек примети дека нешто нагло се менува, се случува, дека има крварење, дека таа бемка од пола милиметар станала 2 сантими асиметрична, промена на боја, значи тоа е веќе алармантно и веднаш треба да дојде. А иначе ке луѓето кои што го немаат тоа, добро е слично како вие жените што идете на гинеколог 2 пати годишно да си се прават чисто значи прегледи и да си се следат промените на кожата кои што ги имаме, дали се зголемени или си се во она големина која што биле пред годишните одмори. Да. Вреди тука некаде да ги споменеме и инсектите. И ободите од инсекти знаат понекогаш да предизвикаат проблеми. Се случувало на родители и без да забележат нивните мали деца да бидат искасани речиси на целото тело од инсекти, потоа тоа е навистина голем проблем. Тоа понекогаш знае да биде и болно, во секој случај иритирачки. Кои се најчесто инсектите што предизвикуваат проблеми и каде што реакциите се Во денешно време, во овој период, нормално, комарци, каде што, например, освен оној страв дека пренесуваат заболување и така натаму, не предизвикуваат некои посериозни кожни реакции и така натаму, но многу во Македонија конкретно има доста отровни видови на пајаци од кои што треба да се пази, кои што имаат доста висок и јак отров и при излагањето после тој угриз кој што личи исто на комарец, многу често се изложени децата или возрастните може на сонце, се прави таа една токсична реакција и тогаш веќе мора веднаш да се дојде повторно да кажем на дерматолог, па се даваат соодветни инекции, третмани и така натаму. Значи се доста сериозни, не се толку едноставни. Да, повторно нешто што не можеме самите да го лекуваме и да не заборавам што има пчели оси стршлени кои што се најтоксични и кои што ги предизвикуваат најтешките алергиски реакции, каде што доколку не се интервенира навремено, значи за 10 до 15 минути може да настапи и смрт доколку е човекот алергичен. Да. Токму така. Имаме гледачи на линија кои што сакаат да ги постават своите прашања. Велам сега добар ден за првиот гледач. Добар ден и убав среќен ден вам и на вашиот гостин. Ви благодариме. Мене на лактицата ми се лупи кожата. Одо што може да ми биде тоа ја не знам, а бубачките, комарците не да ме касаат, целата сум искасана од нив. Толку да ми каже одо што унапред ви благодарам и пријатно. Ви благодариме што не следите, што се вклучивте. Поздрав голем и до вас. Ќе го слушнеме и вториот гледач, па ќе дадеме одговор на прашањата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Јавувам од Битола. Имам едно прашање, поздрав првен. Имам едно прашање до докторот. Повелете. По екстремитетите ми се јавуваат црвени точки, како подкожно крварење и после по известно време седат може едно 10 дена и појќе и после менуваат бојата се прат слеки. Дали е тоа нешто загрижувачко и што може да се Бидете се уште на линија, го слушнавме ли добро почетокот, јас не може. Ве молам само ако може доколку сте уште на линија, малку погласно и уште еднаш да го кажете проблемот, да. Поготово на екстремитетите, на рацете и нозете, што се изложени на сонце, ми излегват црвени дамки во околу пола сантим црвени и изгледат како подкожно крварење. По известно време седат, не осеќам нити болка, нити јадеш. По известно време потемнуват и се прат кафеави. Како бенки. Добро. Што може да биде? Тоа ме интересира и кај да се јавам ако треба да некакво лечење. Да, добро, ви благодариме многу. Оставете го и вашиот контакт во режијата за да ве поврземе со докторот доколку евентуално сакате да појдете и на преглед. Она што нели без да го види докторот може да го даде како совет, ќе го слушнете. Па сега за првата гледачка. Да, за првата околу комарците тоа е индивидуално, се зависи каде живееме. Да се идеална заштита од касање од нив нема. Значи се користат различни препарати, но има присуство во летен период. А љупењето на кожата може да е некоја контактна алергиска реакција,
дали може тоа да е сапун, некој препарат и така натаму, како и да е, мора да се види како изгледа и што е, а за кај втората гледачка дефинитивно мора да дојде на преглед, пошто може да бидат тие црвени точки што ги напоменува, може да бидат и капилари, може да бидат и габична инфекција, може да бидат многу работи, значи мора да дојде да се погледне и да се прегледа. Што е со луѓето кои што можеби примаат одредена терапија, независно од каков тип? Дали е потребно да се консултирате со својот дерматолог, ако можеби состојките на дадена терапија и на дадени лекови да се на некој начин потенцијал за предизвикување на реакции на кожата? Дали е потребно, доколку се прима терапија, да се консултира дерматологот пред тргнување? Видете, во секоја терапија, секој лек има упатство за пациентот. Во самото упатство, тоа е упатство кое што е направено, нели, адаптирано за пациентот. Значи да си го прочите и внатре пише дали лекот е фотосензитивен или не е фотосензитивен. Доколку е фотосензитивен, треба да внимаваат. Можно е да се јави алергија, но може и да не се јави. Значи треба да си го прочитаат упатството и врз основа на тоа ќе се видат да ако нешто осетат дека се случува, треба да го прекинат препаратот и тоа е тоа. Да. Ете, пред да се тргне на одмор, што е она, според ваша препорака, без кое што не треба да тргнуваат луѓето, а е поврзано со кожата? Секако заштитниот фактор, но што е со одредени препарати, кои што ете се прва помош доколку се случат несакани нешто? Дали може да дадете вака генерална препорака или се останува индивидуално? Индивидуално, но треба да се има антихистамински препарат, значи тоа се, еве сега да не споменуваме фирми, значи тоа се како да им објаснам, значи антихистаминици се значи препарати кои што го спречуваат чешањето и се антиалергиски, да кажем на некој начин. Препарати кои што делуваат и против алергии на сонце, против убоди, против други алергии од храна и така натаму, значи тоа се едни од препаратите кои што луѓето мора нели да си ги имаат со себе. Дали ќе бидат во форма на сируп ако е за деца или во форма на таблети ако е за поголеми деца или возрастно. Нормално заштитните фактори, тоа се оние основни работи без кои што и нормално лекови кои што им се потребни доколку пијат некоја терапија или имаат некое друго заболување. Да. Оние луѓе кои што немаат никакви алергиски реакции на сонцето, немаат проблеми што тоа им ги предизвикува, но секој од нас барем еднаш во животот верувам дека му се случило да има изгореници благи од сонце и тоа е непријатно и тогаш имаме онака благо пецкање, блага болка. И тука знаеме да се нанесуваме, морам да спомнам кисело млеко или нешто што некој друг ни го препорачува. Ете кои се и тука вашите препораки? Киселото млеко не е страшно, пошто е 90% вода и ќе ја врати, значи, таа изгубена вода на кожата, а останато треба си има специјални креми, препарати кои што се даваат за да се смири изгореницата, да се смири тоа воспаление и да почне кожата да се враќа во нормалниот изглед. Да, да го споменеме и лицето како дел кој што посебно знае да биде проблематичен. Луѓето сакаат да внимаваат, можеби тука и доста нежни делови имаме и не сакаме да изгорат. Знаат, повторно ќе кажам и тука оние креми со заштитни фактори понекогаш да пречат. Да. Кој е најдобар начин конкретно лицето да си го заштитиме? Па сигурно пак ќе кажеме, значи да нема предолго изложување на сонце, да се носат капи и така натаму. Мора да се става и на лицето заштитен фактор, мислам, без тоа не, мада лицето и делум на едно од деловите на кожата која што ни е поспремно за наодмор, пошто нели излагаме надвор, се движиме. И претходно било изложувано на сонце. Да, али како и да е, мора да се заштити на сличен начин како и останатата кожа. Да, тука сме некаде на крајот на разговорот. Вие ми кажавте кога дојдовте, сега можеби не толку интервенции имате кои што се поврзани со проблеми на кожата, летниот период е таков. Сите оние кои што можеби имаат некој проблем, тука е себемките и нивното отстранување и така натаму. Кои се препораките, дали може и понекогаш тоа да се прави и во летен период или сепак? Ако е ургентно, да. Ако не се чека да пројде летото, не дека не може да се направи во летен период, но да се избегнат крварења, компликации и така натаму, значи се остава
за негде таму почеток на есен, значи крај на септември или октомври, да се трнат тие бемки кои што иако може не се дојдени во тој стадиум на карцином и така натаму, но треба да се трнат затоа што ништо добро не може да се вратат назад, значи само може да прогредираат во полош. Да, нешто што испуштив да ве прашам, а сега во последно време актуелно многу луѓе знаеме дека сакаат да го следат тој тренд на тетоважи. И знаат да имаат проблеми тогаш кога ќе дојде време изложување на сонце, исто така да бидат иритирани, па да настанат различни инфекции и така натаму. Ете и за нив еден финален совет. Па тетоважите се тоа се значи работи кои што исто значи треба да се направат малце пред да се оди на одмор, значи малце подолго, негде некој можда еден месец до два, пошто кожата не е само бојата проблем, тука значи има отоци, има воспаление и така натаму, значи треба да се смири целосно кожата и после може слободно да се изложува и тој дел на сонце без никаков проблем. Да, јас мислам дека дадовме навистина голем број на совети за нашите гледачи. Уште еднаш ќе потсетиме, најважно што треба да го знаат и практикуваат секогаш да се консултираат со стручно лице, односно со дерматолог, да не прават ништо на своја рака. Од таму да дојдат прво таму, значи некој пат може да се дојдат чисто и на совет и на консултација, не мора да бидат преглед, да им кажеме и ќе им напишеме све што треба за да си земат од аптека и да летото да им пројде поубаво. Поубаво и да немат вакви проблеми. Компликации. Да. Ви благодарам многу за гостувањето и вас ќе ви посакам убав остаток од летото, да најдете и повеќе време за одмор, па се гледаме повторно со нова тема. Фала, се листувам на располагање. Ви благодарам уште еднаш. Тука го заокружуваме нашиот прв разговор. Искрено се надевам дека слушнавте доволно голем број на совети поврзани со алергиските реакции на кожата во текот на летниот период, па и третманот на оние несакани ситуации и посериозни згореници на кожата кои што знаат честопати да настанат. Знаете дека имаме уште содржини и уште теми подготвени за вас. Уште малку е време и за пладневните новости кои што ќе имате можност да ги слушнете. Потоа следуваат и малку реклами, а јас секако ве чекам назад во студиото на Македонија денес заедно со сите мои следни соговорници. Бидете заедно со Телевизија 24.